Делегации од локалната самоуправа, Унијата на ветерани при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, наставници, ученици и граѓани по повод одбележувањето на 142 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер и деец Гоце Делчев, денеска положија свежо цвеќе пред споменикот во дворот на училиштето кое го носи името на херојот на македонскиот народ. Гоце Делчев не задолжи сите македонци со своето животно дело кој го посвети на Македонија. Неговото дело е трајна инспирација на многу генерации пред нас, меѓутоа и на сегашните генерации. Се надеваме дека ќе продолжиме по патот по кој што го трасира Гоце, ќе продолжиме да се бориме за една самостојна, независна, за една просперитетна Македонија еднаква на сите во светот. Во историјата имаме многу херои кои што се бореа за нашата држава. Се обидуваме како локална самоуправа да оддадеме почит на сите оние, особено на прилепчаните, во таа насока и поставувањето на споменик оваа година на Методија Шаторов Шарло. Се со цел да не ги заборавиме на делата на овие големи великани, затоа што често кажуваме дека борбата за Македонија не е се уште завршена, особено во период кога нашите соседи се обидуваат да го подкопаат македонското ткиво. Не смееме да ги заборавиме нивните дела, не смееме да виткаме ниту кичми, ниту пак да лицитираме со какви и да било имиња, затоа што целата нивна борба, целото нивно залагање ќе падне во вода доколку ние си играме со нашата историја. На денешен ден пред точно 142 години, во далечната 1872 година, Гоце Делчев се родил во Кукуш во семејството на Никола и Султана. Основното образование го завршува во Кукуш, пошто заминува да учи во Солун, каде науката и литературата ги усовршува во воената школа. Како член на ТМОРО работел на создавање мрежа на бази, комитети и комитски чети на организацијата. Учествувал на Солунскиот конгрес на ВМРО во 1896 година, а до 1901 година бил задграничен представник на ВМРО во Софија. На 4 мај 1903 година во селото Баница е убиен од страна на турската војска.